Тутунарите од Новосело и Ловица, Петралинци и Сушица денеска ги предаваа првите количини тутун кај два откупувача. Од Сдруженијето на тутунопроизводители Јака од Струмица велат дека до 20 ноември ќе бидат отворени за откуп сите пунктови на сите трговци. Според квалитетот, очекуваат откупната цена да достигне и до 204 денари по килограм, за разлика од минатогодишната која што изнесуваше 196 денари по килограм. Добро, годинава во Струмичко ќе купуваат тутун, Сокота, Алијанса, Саке, Далија табак и Центро табак. Денеска преку прв ден за откуп се јави Сокотап и тоа по пунктовите Новосело, Иловица, Петралинци, Ангелци, Сушево, Радичево. И Секе во Новосело и Добрушинци. Алијансата и другите почнуваат после 20-21. Сметаме дека производителите ќе го спазат редот на носење тутун и домашна манипулација и аналогно на оваа дисциплина и квалитетот кој што ги имаме, сметаме дека ова година треба да имаме повисока цена од 200 денара просечно, негде за 4-5 денара повисоко од лани кој што беше 196-190. Андонов додава дека тутунарите не може да бидат изманипулирани. Секој откупувач има банкарска гаранција која ќе биде активирана во случај на стечај. Тоа е договорено во договорите од 7 до 15 дена. Сега веќе Министерството и Државниот инспекторат ја контролираат работа преку обезбедени инструменти. Секој треба да даде гаранција за количината која ќе откупува во одреден период или целиот. Така да не може да се случи некоја организација да оде во стечај, се ликвидира, да не го плати. Гаранција ова банката. Андонов додава дека тутунопроизводството во Струмичко е во изумирање. Некогаш се произведувале околу 5000 тони тутун засејани на над 5000 хектари земјиште, а сега тутунот е засаден на 1250 хектари. Најмладиот тутунопроизводител е 52 години и тоа кажува многу за иднината на оваа индустријска гранка, вели Андонов. Жолтото злато ќе се презема во над 160 откупни пунктови. Планираат да бидат откупени 26.500 тони тутун од над 28.000 кооперанти на ниво на Република Македонија. Мострите се заверени и се подигнати од 9 откупувачи. Откупната кампања се очекува да заврши до 20 февруари.